Со силна емоција и продукцијски квалитет, Мартинијан Кириловски го представува своето најново музичко остварување со наслов "Удриме", балада која со својата длабочина и искреност има потенцијал да стане нова химна за сите што некогаш љубеле, изгубиле или останале неми пред крајот на една приказна. Музиката и аранжманот се потпишани од етаблираниот композитор Илија Ќосевски, кој умешно создава звучна атмосфера што истовремено гали и распарчува. Текстот на Весна Малинова е една исповед за љубовта, кривицата и тежината на неизговореното, моќен приказ на внатрешниот судир што го чувствуваме кога љубовта згаснува. Гласот на Мартинијан е носечкиот елемент што ја води песната низ слоеви на кајање, признание и прифаќање. "Удриме" не е само песна, тоа е катарзичен момент, огледало на човечката слабост и купнеш по прошка дури и ако таа никогаш не дојде. Видеоспотот, снимен на неколку урбани локации низ Скопје, е во режија на Томислав Живковиќ, познат по својот визуелен сензибилитет и умешноста да ја преточи емоцијата во слика. Во видеото се појавува и моделот Ева Пауновиќ. Поранешниот холивудски и филмски магнат Харви Вајнстин ќе биде повторно суден во Њујорк следната недела, откако против него беше додадено ново обвинение поднесено од жена чие сведочење не беше дел од првото судење, објавија медиумите. Новото судење на холивудскиот предатор Вајнстин повторно се враќа во центарот на вниманието на јавноста, една од големите победи на движењето Me Too во борбата за ставање крај на машкото сексуално насилство врз жените, пишува The Guardian. Американските обвинители наведува дополнителни насилни сексуални напади за кои тврдат дека Вајнстин ги извршил како причина за новото судење. Адвокатот на Вајнстин, Артур Ајдала, рече дека одлуката на обвинителот е неправедна, имајќи предвид дека Врховниот суд на државата Њујорк ја поништи претходната пресуда за силување во 2020 година. Повеќе од 100 жени се јавија да кажат дека Харви Вајнстин ги силувал или сексуално ги нападнал, што беше пресвртница за движењето Me Too. Тој останува во њујоршкиот затвор, каде што издржува казна за оделни сексуални злосторства, за што судот во Лос Анџелес го осуди на 16 години затвор. На сцената на Народно позориште Сараево беше изведена представата 12, силна и провокативна адаптација инспирирана од 12 гневни луѓе од Реджиналд Роуз во режија на реномираниот Синиша Ефтимов. Публиката во Сараево имаше ретка привилегија да ужива во ова интензивна и длабоко ангажирана представа, изведена од врвна актерска екипа составена од најзначајните имиња на македонската театарска сцена: Ѓорги Јулевски, Гораст Цветковски, Тони Михајловски, Никола Ристановски, Благој Веселинов, Александар Микич, Игор Џамбазов, Јордан Симонов, Нино Леви, Оливер Митковски, Владо Јовановски и Сашко Коцев. 12 е представа што остава силен впечаток со длабока психолошка анализа, моќна социјална порака и актери во извонредна уметничка форма. Кулминацијата на вечерта беше долгиот и громогласен аплауз проследен со стоечки овации, искрен израз на восхит и почит кон актерската екипа и квалитетот на македонската театарска уметност. Независниот театар Златан Елец од Скопје вечер од 20 часот во Младинскиот културен центар ќе изведе представата Хикеман од Ернст Толер во режија на адаптација на Тамара Стојановска. Како што наведува театарот за представата, Јуџин Хикеман, воен ветеран кој се враќа дома физички и психички ранет, ги символизира многуте оние кои се напуштени од системот во оној момент кога повеќе не се потребни како работна сила. Представата покажува колку длабоко вкоренетите предрасуди и стравот од непознатото создаваат култура на булинг и малтретирање, каде што општеството ги малтретира оние кои отстапуваат од нормата, без разлика дали поради физичкиот изглед, половите улоги или било која друга согледана различност.
Текстот напишан во 1923 година не се обидува да ја принесе духовната ситуација на народот и истовремено бара правда и подобра иднина со цел да се исправи кривата слика на тогашното општество, вели режисерката Стојановска.